Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Македонија и Јапонија подпишаа меморандум за културна соработка. Подпишувањето се случи во време кога двете земји одбележуваат 3 децении од воспоставувањето на билатералните односи. Јапонскиот комесар за културни врски Шуничи Токура, кој беше во дводневна посета на земјава, рече дека ова представува огромен поттик за развој на соработката во сите сфери од културата и уметноста. За време на посетата на Македонија, Токура ја посети Македонската филхармонија, Музеот на македонската борба за самостојност и Старата Скопска чаршија. Македонија и Јапонија ќе разменуваат уметници и заедно ќе организираат фестивали и работилници од областа на културата. Двете држави подпишаа меморандум за соработка по повод 30 годишнината од билатералните односи меѓу државите. Комесарот за културни врски на Јапонија, Шуничи Токура, потенцираше дека подпишувањето на меморандумот во година кога се одбележуваат 3 децении од воспоставувањето на билатералните односи меѓу двете земји представува огромен поттик за развој на соработката која ги покрива сите сфери од културата и уметноста. Овој меморандум за соработка е наменет да ги зајакне односите помеѓу двете земји и понатаму да ги продлабочи пријателските односи. Исто така ги покрива речиси сите области на културата и уметноста, специфично областите како филм, музика, изведувачки уметности, кои што цутат во Северна Македонија, и исто така и медиумските уметности како аниме, кое што е една од силните страни на Јапонија. Потоа театарот, музеите, историското културно наследство и дигитализацијата на културата и уметноста и така натаму. По повод 30 годишниниот јубилеј од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Јапонија, во Македонскиот народен театар беа изведени композиции од македонското културно творештво во изведба на оркестарот за џез музика на Македонија. На репертоарот се најдоа композиции инспирирани од македонско изворно творештво, како и авторска композиција на гостинот од Јапонија Нобуо Ватанабе. На настанот присуствуваа претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова, повеќе министри од владата, како и комесарот за културни врски на Јапонија Шуничи Токура и амбасадорот на Јапонија во Македонија Оцука Казуја. Еден сеопфатен документ на кој што работевме отприлика околу една година да го согласиме текстот, за да можеме да направиме една рамка во која што би можеле во иднина да проектираме многу проекти кои би донеле културна плодна соработка меѓу двете земји. Подпишаниот меморандум за соработка ќе донесе интензивирање на соработката во културата меѓу двете држави, на соработката во рамките на проектите од УНЕСКО и во филмската дејност. Македонија следната година ќе биде дел од Експо Осака 2025 со изложбата на проектот на Кензо Танге за реконструкција на централното подрачје на Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Богата културно-уметничка и музичка програма во црквата Света Петка во Прилеп, во пресрет на божикните празници. Најмладата црква во Прилепското архиерејско наместништво, црквата Света Петка, пред предстојните божикни празници ќе организира бројни културно-уметнички и музички настани со пригодна музичка програма, наградни конкурси за литературни и ликовни творби за најмладите. Деталите од колешката Каролина Дурло. Најмладата црква во Прилепското архиерејско наместништво, црквата Света Петка, како своевиден духовен лидер на современиот црковен живот, пред престојните божикни празници ќе организира бројни културно-уметнички и музички настани. Според надлежниот црковен старешина станува збор за пригодна богата музичка програма, но и за наградни конкурси за литературни и ликовни творби за најмладите, на тема Рождество Христово, божикната радост во нашиот дом, со основна цел запознавање, јакнење и зачувување на семејните вредности. По втор пат го распишавме вториот божичен награден конкурс за литературна и ликовна уметност 2025 кој ги ангажира учениците од основните училишта од општина Прилеп. И така овој конкурс кој ланската година предизвика огромен интерес, на кој учествува повеќе од 250 учесници,
покаже дека нашите прилепски таленти се подготвени да изразат својата креативност и да го слават божичниот дух преку боја и збор. Во периодот што следи, односно во последниот месец од оваа календарска година, во чест на Свети Климент Охридски, во овој црковен храм ќе се одржи и духовна академија, а додека во чест на патронот на градот Свети Николај, ученици од основното училиште Блаже Конески ќе го оживеат ликот и делото на овој светец преку музички хорски изведби на црковни песни и со адаптираното житие на Свети Николај. Се водиме од идејата да ги привлечеме младите, значи тие се во фокусот на нашите активности и сакаме да создадеме во нашиот храм една атмосфера на духовност и инспирација, каде што духовноста и уметноста ќе коегзистираат и ќе владее атмосфера на љубов и заедништво, што го видовме од настаните културни, уметнички кои ги организиравме през оваа година. Во текот на годинава во храмот Света Петка своји настапи веќе имаа врвните уметници Драган Даутовски, Андријана Јаневска, Ламбе Алабаковски, Сузана Спасовска, како и оперскиот тенор Стефан Недановски со професорката по пијано од Италија Клаудија Рондели. Инаку црквата Света Петка е првата црква во Прилеп, која по примерот на Охридската Света Софија започна да практикува ваков вид на духовно-културна комуникација со граѓаните и која наиде на огромна поддршка кај јавноста. Гламурозен концерт со прекрасни аранжмани на најубавите поп и рок класици ќе свири Националниот џез оркестар на концертот кој ќе се одржи вечерва во Македонската филхармонија. Гости на концертот се Бранислав Николов од групата Фолтин, Џон Илија Апелгрен и Светлана Јовановска. Golden Rock Swing се насловот на концертот што Националниот џез оркестар заедно со солистите Бранислав Николов, Џон Илија Апелгрен и Светлана Јовановска ќе го одржат на 30 ноември со почеток од 20 часот во Македонската филхармонија. Да бидам прецизен, станува збор за албумот на Пол Енка Rock Swings. Тоа се хитови од 80-тите и 90-тите години, рок и поп хитови, меѓу кои композиции на, не знам, Спандau Бале, Ерик Клептон, Ван Хелен, така натака. Аранжманите се прекрасни. Навистина ќе за оние кои ќе го посетат концертот, сметаме дека ќе имаме одличен концерт со овие песни. Ние генерацијски сме различни до душе, што се однесува до мене, тоа се композиции со кои што сум растал како тинејџер по дискотеките, така да не ми се непознати. Изведуваме сите по 4 песни, тоа значи истото се однесува и на мене. Во однос на самите ствари се работи за огромни хитови кои што верувам дека сите ги знаат и кои што сите ги живеат со тоа што нормално овој пат во некаква поинаква светло, во поинаква варијанта, се надевам ќе се допадне. Љубителите на рок и џез музиката ќе имаат можност да уживаат во композиции од албумот на Пол Енка, а пак гостите, вокалисти на концертот ќе изведат по 4 номери. Композициите на интернет, Пол Енка во секоја прилика го кажува аранжерот. Значи сепак мора да се потенцира дека станува за два пати стрет пат, ќе кажем, прекрасни светски аранжмани. По долго време Националниот џез оркестар ќе одржи концерт во филхармонија, откако претходно свиреше во Националната опера и балет и Македонскиот народен театар. Тука ги завршуваме вестите од културата. Повеќе содржини најавувам за утре во истиот термин во централните вести во 17:30. Ви благодарам за вниманието.